Централно издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер. За почеток извоивме дел од содржините кои ќе следат. Штип доби современ, делумно покриен градски пазар. Реконструкцијата на пазарот чини 14 милиони денари. На јавна аукција ќе бидат дадени под наем десетина нови дуќани на Штипскиот пазар. Акција за собирање на електричен и електронски отпад организира компанијата Екопроект Кочани и Екоцентар 97 Скопје со цел да се подигне јавната свест кај граѓаните и компаниите. Во Штипската клиничка болница е хоспитализиран 68 годишен овчар од Крива Паланка кој бил каснат од змија шарка во Пробиштипскиот регион. Пациентот е надвор од животна опасност. Исплатата на субвенциите на земјоделците ќе продолжи од следната недела. Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој од понеделник ќе ги прати налозите за исплата во Министерството за финансии, а исплатата ќе почне кратко потоа. Ова беше констатирано на денешната средба на премиерот Емил Димитриев со раководството на Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и рурален развој. Димитриев истакна дека веќе по решавањето на ситуацијата да нема избори, може да се продолжи со исплата на субвенциите кои поради распишувањето на изборите беше времено запрена. Финансии за тоа има и од понеделник агенцијата ќе ги достави налозите до Трезорот и Министерството за финансии за исплата на субвенциите, додавајќи дека нивниот фокус е во насока на поддршка на земјоделството кој носи бенефит за државата, а во иднина ќе продолжи континуирано зголемување на сите програми и мерки кои значат развој на оваа област. Започна поднесувањето на барања за субвенции за млеко, произведено и продадено во првите 4 месеци од оваа година. Пријавувањето трае до 15 јуни. Започна поднесувањето на барања за субвенции за произведено и продадено млеко за периодот јануари, февруари, март и април 2016 година. Ова практично е втората фаза и за неа пријавувањето ќе трае до 15 јуни 2016. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Делчево ги известуваат производителите на млеко дека за да можат да го пријават своето производство, треба да дојдат до подрачната единица и да ги носат со себе оригиналните белешки од млекарата за продадено млеко, како и лична карта за идентификација и легитимација за одгледувалиштето. Воедно од подрачната единица на Министерството ги известуваат земјоделците дека поднесувањата на барања за субвенции за растително и сточарско производство за 2016 година исто така е во тек и за него пријавувањето трае до 30 јуни. Од подрачната единица во Делчево ги повикуваат земјоделците да ги пријават субвенциите што поскоро, за да се избегне гужвата во последните денови од пријавувањето. Почнуваме со еколошка тема. Акција за собирање на електричен и електронски отпад во Кочани организира компанијата Екопроект Кочани заедно со Ротари клубот Кочани Виница и со поддршка на Екоцентар 97 Скопје. Целта е подигнување на свеста кај правните и физичките лица за правилно изнесување и фрлање на електричниот и електронски отпад, а со тоа и за зачувување на животната средина. Компанијата Екопроект Ко заедно со Ротари клубот Кочани Виница и со поддршка на Екоцентар 97 Скопје организира акција за собирање на електричен и електронски отпад. Ваква акција се организира за прв пат на територијата на Источна Македонија. Исто така, компанијата потпиша договор за соработка и со фирмата Овластен рециклатор за електрична и електронска опрема. Еден апел до сите физички лица и сите правни лица кои имаат за отпишување, односно за отстранување електричен и електронски отпад, можат да го донесуваат во складот на Екопроект Ко секој работен ден од 8 до 16 часот, за што ќе добијат соодветна документација за раскнижување во нивните фирми, додека физичките лица ќе придонесат во зачувување на животната средина. Акцијата е дел од кампањата за подигнување на свеста за рециклирање на електричниот и електронскиот отпад.
Кампањава пред се е резултат на воведувањето на новиот закон, каде што сите правни и физички лица имаат уврска да го сортираат својот отпад. При тоа не смее да се фрла било каде, заради тоа што електронскиот и електричниот отпад пред се не е ни комунален отпад. Тоа е отпад кој што создава иднина за создавање на нови производи. Во соработка со Сојузот на ротари во Република Македонија и сите клубови, всушност целта на акцијата е подигнување на свеста на правните и физичките лица за правилно изнесување и фрлање на електричниот и електронскиот отпад, а со тоа и зачувување на животната средина. На физичките лица за да си ги исчистат своите подруми и домови од електронскиот и електричниот отпад, а на правните, освен чистење на просторот од старите работи, тие имаат и законска обврска да ги предадат на овластен рециклатор кој што ќе им издаде соодветна документација дека не ги фрлиле на било каков комунален отпад, туку дека ги донеле во овластена компанија за таа намена. Инаку, досега електронски отпад до овластената компанија доставиле само 2 основни училишта од Кочани, Основното училиште Раде Гратовче и Малина Попиванова. Штип доби современ, делумно покриен градски пазар. Реконструкцијата на пазарот чини 14 милиони денари. Наскоро на јавна аукција ќе бидат дадени под наем 10 на нови дуќани на Штипскиот пазар. По многу години, купопродажбата на земјоделски производи на градскиот пазар во Штип ќе се одвива во затворен дел, кој на пригоден начин беше предаден во присуство на поголем број граѓани и гости. Денеска е празникот Свети Константин и Елена и во чест овој празник денеска го пуштаме градскиот пазар. Целосно реконструиран, обновен, покриен. Ствараме амбиент и кога купуваме производи, кога произведуваме здрава храна, таа храна да се продава во соодветни чисти услови, во уреден пазар и граѓаните да им биде мило што доаѓаат овде да пазаруваат. Изградбата на покриениот дел на пазарот беше завршена за рекордно време. Во овој зафат ИСАР вложи над 14 милиони денари сопствени средства. Успеавме да направиме 14 дуќани, успеавме да направиме нови 120 продажни места и успеавме да го покриеме комплетно платој ден на градскиот пазар. Ова ќе ги подобри условите на самите купувачи, а и на самите продавачи. Целата инвестиција некаде со ДДВ е 14 милиони денари. Подршка до локалното раководство во сите зафати даде и парламентот преку пратеникот Трајче Димков. Во секој случај прекрасен еден објект каде што ќе можат граѓаните згрижени, меѓутоа и самите продавачи да имат добра услуга. Јас само и посакувам на градоначалникот, на директорот, на сите локални институции и функционери да работат уште повеќе, да не изненадат со ова, бидејќи и ние самите не можеме да ги следиме колку се они прават. И се тоа што го кажа градоначалникот и за патиштата е еден прекрасен момент за Штип, момент или период кога ќе се памти, ќе биде историски за Штип. Конечно на овој начин се симнува еден голем проблем при пазарувањето. Ние конечно го направиме пазарот каде што продавачите, корисниците на нашите услуги и граѓаните имаат прекрасни услови за пазарување на овој пазар. Сепак, најсреќни и задоволни се оние кои секојдневно се овде и лебот го печелат од продажбата на земјоделски производи. По 30 години Штип ќе добие еден многу добар пазар, современ, направен, како и у другите балкански држави. Па за нас пазарчиите многу значи ова. Поубаво здравје, ова не е било никош. Колку имаш, чекай? После 25 години да се направи затворено пазарче убаво, тука нема да има ветер, нема да има дожд, нема да има најлуми тука по такви работи, вода. Јас 20 години работеше на пазару и работам уште да речеме. Се беше у вода доле. Образование. Утре почнува полагањето на државна матура, а првиот екстерен испит е мајчин јазик. На 9 јуни ќе се полага математика, на 13 јуни во сите средни училишта ќе се полага странски јазик. На 15 јуни ќе се полагаат физика, хемија, биологија, бизнис, историја, филозофија и естетика. Ова учебна година за државната матура се пријавени 16.859 ученици, од кои 8.729 од гимназиско образование, 7.866 од средно стручно и 264 од средно уметничко образование. Деведесет и 6 дни првачиња од Виничката градинка ја одбележаа својата предучилишна матура, а со училишни права и уврски од септември во виничките училишта се очекува да стартуваат околу 150 праводеленци.
Иновативни, оригинални на сцена, без трема, подготвени за нов почеток со кој стартуваат училишните обврски и се она што е сублимирано како права и должности на децата во основното образование. 96 идни првачења од детската градинка во Виница, заедно со родителите ја одбележаа својата прва предшколска матура. Но од градинката ќе понесат незаборавни спомени и моменти кои ќе бидат длабоко врежени во нивните срца. Со поаѓањето во училиште нема да ги заборават сите убавини, но и недостатоците на нашата установа. Времето поминато во градинката носеше моменти исполнети со радост, среќа, а понекогаш солзи, тага и проблеми кои ги решаваат воспитувачките. Градинката Гоце Делчев со сите своји капацитети згрижува околу 380 дечиња, а континуирано има листа на чекање со 50 на деца, за што летниот период е планирано проширување на постоечките капацитети. Инаку во училиштата во Виница, иако се уште не се дефинирани бројките заради процесите на миграција, од септември се очекува околу 150 правачиња, најмногу во основното училиште Гоце Делчев, како и во основното училиште Славчо Стојменски. А селските училишта остануваат со полупразни училници и комбинирани паралелки. Училиштето во Блатец има запишано само 7 правачења со селата Лаки и Липец, а училиштето во село Драгобраш ще има вкупно 15 правачења, од кои дури 9 во подрачното училиште во село Трсино. Синоќа во Штип се случи првата полуфинална вечер на 31-то издание на Макфест. Познати се 10 финалисти, а во продолжение проследете ги нивните изјави и дел од атмосферата во Домот на културата Ацо Шопов Штип. Александра Јанева, Горан Наумовски, Мартинијан Кириловски, Лена Затковска, Зоран Рулан Цеки, Александра Михова, Джокси, Викторија Лоба, Стефан Давидовски и словенката Марија Масле. Ова се учесниците на првата Макфестовска вечер кои влегоа во финалето. На дел од нив тоа им беше очекувањето, како и тоа повторно да победат, но и нивните песни да станат хитови. И ете, не знам, со Господ напред, нели до финале, се надеваме на убави работи. Песната, насловот на песната е да ми помине баш се, така да нека поминат лошите работи и нека дојдат оние убавите. Па како и преклани латино, не знам, латино, моите почетоци во музиката со Тумбаса 8 бенд беа латино и некако ми лежи тој среќен жанр. Јас ја сакам таа летна музика и затоа сакам да ја подарам и на публиката. Може би како летен хит за Лагој? Се надевам дека е летен хит. Хит на Макфест. Се надевам исто така. Јас искрено се надевам, дај Боже нели да се повтори истото, затоа може би возбудата е толку голема, пак со истиот тим после 3 години и песната навистина ми лежи на срце. Со позитивни мисли за годинешниот Макфест и дел од композиторите. Јас уживам, дојдов денеска и останувам 3 дена овде. Сосема е на човек како јас ирелевантно ми е дали ќе има награда или нема да има награда и како ќе секој од нас треба да кога се најде на списокот на Макфест, самото учество е супер. Ова вечер ќе се представи трети поред со песната Што ќе ми е друга, Стефан Давидовски, комплетно мое дело, така да очекуваме се надевам и финале, па од финале одиме на поголемо, бидејќи искрен да бидам, е убава песната. А инаку она отпеа одлично. Мислам дека мислам дека ова е не знам, можеби 5 или 6 настап на Макфест, мислам дека ова е најдобрата изведба. Сакам да слушам и композицијата на Александра Јанева. Тамо сум комплетен автор и се надам дека и таа ќе биде исто така успешна и добра, ќе изведе својата композиција како што тоа го направи Лена. На сцената во Домот на културата Ацо Шопов во Штип го видовме и штипјанецот Дејан Тасев, кој по 5 пат учествува на Макфест. И тој беше со позитивни размислувања, но за жал не влезе во финалето. Па песната се вика Ке немам сила, значи тоа е моја авторска песна, значи како кант автор ќе настапам на Макфест. Музиката и текстот се мој, аранжманот на Дамир Имери, познат аранжер, така да се надевам дека ќе помине добро. Дека фестивалот на забавна музика Макфест е одскочна даска за младите пејачи, докажа Мартинијан Кириловски, кој дебитираше пред 2 години и рече дека досега имал голем број настапи. Да се надеваме дека истото ќе му се случи и на Стефан Давидковски, нова млада надеж на македонската музичка сцена. Апсолутно ми можи да реализирам мои свирки повеќе низ цела Македонија.
Онија се надевам сега и на надвор од Македонија. Се надевам дека во финалето ќе бидам подобар од тоа што го направив вчера, иако сум презадоволен од вчерашната настава. Нови 15 учесници ќе се појават вечерва на втората полуфинална вечер, а кој од нив ќе влезе во финале ќе се знае по ревијалниот настап на триото на Џими Роџерс. Во дневникот и за актуелните инфраструктурни зафати во регионот се асфалтира вториот дел од улицата Радански пат во Штип. Започна асфалтирањето и на патот меѓу штипските села Трогерци и Врсаково. Продолжува асфалтирањето во Штип. Интензивно се работи на повеќе улици низ градот, а денес се асфалтираше и вториот дел од улицата Радански пат до основното општинско училиште Гоце Делчев. Денеска се префрливме со меканизацијата на улицата Радански пат. Овде ќе се асфалтираат 2800 квадратни метри, т.е. целиот дел Радански пат кој што остана неасфалтиран од минатата година и остана со коцка, ќе биде асфалтиран. Вкупната вредност на инвестицијата е околу 1 милион денари, а изведувач на работните активности е Коле Транс Инженеринг од Штип. А денес исто така започна и асфалтирање на патот помеѓу селата Трогерци и Врсаково. Општина Штип денеска започна со асфалтирање на патот од село Долно Трогерци до село Врсаково. Се асфалтираат вкупно 4,5 километри. Од Агенцијата за рурален развој и поддршка на земјоделието се одвоени 17 милиони денари, од општина Штип се одвоени 7 милиони денари и со овие финансиски средства ќе се покрие вкупната, односно ќе се покрие целиот проект на изграда на овој пат. На Судичка река се прави плочаст пропуст. По завршувањето на плочастиот пропуст ќе биде комплетно завршено асфалтирањето, со што потоа ќе се обнови патот од село Судик до село Врсаково. Жителите задоволни од асфалтирањето велат дека се решава еден од нивните големи проблеми. Ова улица е многу добро што се асфалтира, значи со години имаше тука тоа, сега е подобро и поарно за возилата. Во секој случај се е подобро пристап, подобро има комуникација со градот, за производите што треба да се откупат, нема проблеми да има. Онака е многу лош пато беше, не се доваѓаше до селото. Па значи просперитет, кој сака може да работи, било што да започнат нови бизниси. Пато е, може да се поврзеш до сите, до град, до дека сакаш, у кое било време. Но општина Штип не застанува овде. Имено во наредниот период во централното градско подрачје ќе се асфалтираат улиците Иво Рибарлола, Вита Попјорданова, повеќе улици позади Штипската гимназија, како и улицата Борис Крагер во најфреквентната населба во Штип, населбата Сењак. Но и жителите на трите главни улици во населбата Баби исто така наскоро ќе добијат асфалтирани улици. Во Штипската клиничка болница заради каснување од змија отровница хоспитализиран е 68 годишен овчар од Крива Паланка, кој стоката ја напасувал во Провиштипскиот регион. По укажаната помош пациентот е надвор од животна опасност. Началникот на инфективното оделение во клиничката болница Штип, Глорија Караѓозова, вели дека серум против змиски отров имаат во доволни количини, но апелира покрај стерилизацијата на каснатото место, луѓето кои работат на отворено, особено земјоделците и сточарите, да бидат внимателни при извршувањето на земјоделските работи, каде освен змиите, сериозна опасност се и крлежите. Богатиот род резултира со ниски цени на сезонското овошје и зеленчук. На пазарот во Штип денес задоволни од понудата, квалитетот и цените беа купувачите, а од прометот производителите и трговците. Убавото време им послужи на штипјани и на денешниот пазар беа излезени во голем број и имаа можност да купат поевтини земјоделски производи. Пазарниот ден за производителите е значително поевтин и побарувачката е доста солидна. Јагодите треше 80-100 динара тога некаде се. А падлеџано пиперо 30-40. За разлика од претходниот пазар? Послаб е пазарот денеска. Но да, денешниот многу послаб од минатиот пазар. Па денеска не знам, кромидо повише од мене се троши, бритвата и грашкот. Која цена е грашкот? 40, повише ако взимат, по 35.
За грашко моментално има. Ваше ли производ? Исто се е наше. Карорман. Најголема беше побарувачката за сезонското овошје и зеленчук. Крстовички, пиперки, те јабучки, тиквички. Скапо ли? Не, греота е не. Солидни се. Само патлиџано некако не е баш. 55-50 каче на место, все воно се качу. Да, има се, ама сега едно си излеваме. Што ќе си купите? Па од се по нешто. Пред сезонско овошје? Да. Скапо ли? Обвезот. Па, не е многу скапо да речеме, ама кој си има пари ќе си купе, кој си нема. Најмногу барани беа црешите, јагодите, јаболката, пиперките, како и боранијата и грашокот, кои се неизоставен дел од трапезата во овој период од годината. Авион на акробатските групи на американската војска се сруши во текот на вчерашниот ден за време на промоцијата на кадетите на Академијата на воздушните сили на САД. Ловецот се срушил после неговиот лет над Академијата на военото воздухопловство на Соединетите Американски држави во сојузната држава Колорадо за време на свечината церемонија за доделување на дипломи на кое што лично учествувал председателот на САД Барак Обама. Имено американскиот председател Обама држал говор пред насобраните кадети од Академијата, а потоа се случила несреќата и паднал авионот. Според првичните информации кои што ги пренесе телевизијата News, пилотот на ловецот од типот F-16 успел навремено да се катапултира и поминал без повреди. Демонстранти се судрија со полицијата во Каракас во моменти на тензија заради политичката и економската криза во Венецуела. Протестите против недостигот од прехранбени продукти преминаа во насилство и полицијата употреби солзавец врз демонстрантите, кои се обидоа да дојдат до председателската палата. Националниот сојуз на новинари соопшти дека 11 новинари биле претепани. Венецуела е во тешка економска криза која дополнително е изострена со политичките несогласувања меѓу социјалистичката влада на председателот Николас Мадуро и опозицијата која има мнозинство во парламентот по изборите во декември. Секојдневие станаа рестрикциите на струја, недостигот од прехранбени продукти, а инфлацијата е меѓу највисоките во светот. Десетици бегалци се повредени минатата ноќ при тепачка меѓу група мигранти од Авганистан и Пакистан во бегалскиот камп Морија на островот Лесбос, јави дописникот на Мија Одатина. Локалните власти соопштија дека поголем дел од повредените биле третирани од страна на медицински персонал на невладени организации, додека тројца морале да бидат хоспитализирани. Причината за судирите се уште не е позната. Според некои информации, пакистански мигранти ги обвиниле афганистанците дека користат мафијашки методи за да го контролираат кампот во Морија, додека афганистанците ги обвиниле пакистанците за кражба и сексуално вознемирување. При судирите избувнал и пожар кој брзо бил ставен под контрола. Стотици луѓе, претежно арапски бегалци со своите семејства, го напуштеле кампот од страв за нивната безбедност. Фудбалската репрезентација на Македонија загуби од Иран со 1-3 на пријателскиот меч кој се одигра на арената Филип II во Скопје. Само 2000 гледачи дојдоа да го бодрат националниот тим по триумфот над Азербејџан во Австрија, но сепак и тие не се израдуваа бидејќи избраниците на Игор Ангеловски беа надиграни од силната селекција на Иран. Уште еднаш се покажа старата болка дека Македонија многу тешко може да игра квалитетно два последователни меча за неколку дена. Иранскиот Меси Сардар Азмун беше стрелец на трите погодоци за репрезентацијата на Иран и постигна хет-трик, додека единствениот стрелец на погодокот за македонската репрезентација беше Трајковски. Овој пораз воедно беше и трет последователен надпревар кој што македонската репрезентација го одигра пред својата публика, а на кој што не забележа позитивен резултат. Овој викенд во спортската сала Јордан Мјалков во Штип ќе се одиграат плейоф надпреварите во Суперлигата во пинг-понг.
иако веќе се знае дека пингпонгарите на Угада ја освоија шампионската титула за сезоната 2015-2016. Оваа сабота и недела во 4 и 5 јуни во организација на пингпонгарскиот клуб Угада студент од Штип ќе се одржи завршниот турнир, односно плей-офот во сениорска екипна конкуренција, на кој што турнир ќе земат прво пласираните 4 екипи од Суперлигата на Република Македонија. Односно на плей-офот ќе учествуваат 4 екипи, тоа се пингпонгарскиот клуб Угада студент од Штип, пингпонгарскиот клуб Вардар и работнички од Скопје и пингпонгарскиот клуб Шампиони ФА од Штип. Надпреварите започнуваат сабота и недела во 11 часот, додека пак во 13 часот по завршувањето на самите надпревари ќе биде манифестацијата на доделувањето на наградите и пехарот за шампионската титула. Оваа сабота во организација на пингпонгарскиот клуб Младост 96 од Прилеп се одржа изборниот турнир во младинска конкуренција, кој што турнир представува и отскочна даска за учество во репрезентацијата на Република Македонија за балкански европски првенства. Нови турнир за да учество и пингпонгарите од пингпонгарскиот клуб Угада студент од Штип, односно тоа се Костовски Петар и Костадиновски Филип, кои што покажа одличен резултат, односно Костовски Петар го освои првото место, 6 победи и 1 пораз, додека пак Костадиновски Филип го освои четвртото место со 4 победи и 3 пораза. Иако загубија, македонските ракометарки не се посрамотија во дуелот со Црна Гора, надпревар кој се играше во рамки на предпоследното коло од квалификациите за Европското првенство 2016 кој ќе се одржи во Шведска. 27-21 гласеше конечниот резултат. Надпревар во кој црногорките успеа да се одлепат во последната четвртина од надпреварот и да ја запишат четвртата победа што им носи лидерска позиција во групата на едно коло пред крајот на квалификациите. Како што спомнавме, по 5 одиграни надпревари Црна Гора е на врвот во оваа група со 8 бодови пред Хрватска и Словенија кои имаат 6, додека Македонија се наоѓа на последното место без бодови. Квалификацијскиот циклус за Европското првенство 2016 завршува на 5 јуни, кога Македонија ќе гостува во Риека против репрезентацијата на Хрватска. Ова беа сите содржини подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс.